Почитувани гледачи, добро утро. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден на К3 телевизија, а јас сум вашата водителка Ели Деспотовска. Денеска ќе разговараме за женскиот ракомет поточно. Денешната тема е всушност и причината е всушност две победи од минатата недела, минатите 10 дена на женскиот ракометен клуб Куманово и на клубот при основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Пред неколку дена ни беа представнички од основното училиште Браќа Миладиновци кои што извојува прво место на државниот надпревар на основните училишта во ракомет. Денеска во моето студио ни се повторно представнички на победничкиот тим, поточно на ЖРК Куманово и професорот Димитар Антевски. Јас да ги представам девечињата: Андријана Стојчевска, голман, велат 50% од тимот нели е кај голманот, и Тамара Ивановска, крило. Така? Бек крило. Да. Добро утро. Добри ми дојдовте. Како сте девечиња? Супер. Кога имате медали со вас, мислам дека чувството е многу поубаво. Да. И пехарот го гледаме на маса. Во прашање надпреварот кој што се одржа се извинувам, надпреварот од Скопје се одржа, професор, така? Она што е убаво и она што е нешто што говори за градот е што многу одамна датира љубовта кон ракометот, а некако од членовите од порано што биле, да кажеме членовите и тука некаде од мојата генерација, околу мојата генерација, зборуваат за спортот, зборуваат за успешниот ракомет во Куманово, а и во поново време и успешен женски ракомет, а некако секогаш тука се наоѓа професор Димитар Антевски, што се однесува до тој дел. Некако сите го спомнуваат неговото име, и посебно кога се успесите во парашни или кога веќе ќе дојде до надпреварите, до ваквите убави настани, а некако без двоумење се говори дека тие тренираат кај господинот Димитар Антевски. Професор Антевски, верувам дека задоволството е големо и верувам дека кога ќе дојде на ваков настан дека сте наистина поносни и на вашата работа и на девечињата со кои што работите. Многу благодарам што ме поканите овде да кажеме нешто во врска се пофалиме, сигурно. Да пофалиме. Секој пат е убаво да работиш поготово со млади деца кои сакат, кои се ентузијасти, кои немат многу побарување, едино барат што поише да тренират. И секоја задача која ќе се даде, тие многу савесно извршуваат, одговорно се понашат према тренингот и резултатите се резултат на таа нивниот однос према тренингот. Да им доаѓа како награда на резултатите, да. Надпреварот се одржа во Скопје, така? Да. Колку тимови имаше, какви тимови беа? Прво беа екипите поделени во две групи, источни и нашиот, тој западен регион, во кој учествува по 6 екипи. На играње по еден во две сезони, есења и пролетна сезона. Први две пласирани екипи од нашиот дел и од супротниот дел од западниот. Добро. Тие се најдоа во Скопје на Final Four. Прво пласираната од оној регион, од западниот регион, играше со второ пласираната екипа, тоа бевме ние од источниот регион. Ние игравме изваредно на таа утакмица, тоа беше Металург од Скопје. Изигравме со нив и добивме со, мислам дека 6-5 разлики. Да. 19-14, така нешто беше. И се добивме со шанса да играме во финале. Финалето се одигра истиот ден, тоа беше на недела. Истиот ден во вечерните часови. Навистина убаво организирано.
направена манифестација убава. Изгубивме за жал по финале, меѓутоа ние бевме светкувани. Играчите до мене што седи се победи на претходното такмица и можеше да настапи на тој натпревар. А и една друга причина ја замислам дека и тоа присутно било, дека девојчињата играјќи на републички натпревари по Демир Хисар, каде освоија прво место со училиште Браќа Младеновци. Се изморија и овој ги беше преку стварно многу. 6 такмици игра за 3 дена и тоа е многу за деца. Теретувачки доаѓа. Теретување беше и се виде веднаш второто по време го изигра така, мислим, без амбиција, без желба, без снага, фактички изгубена снага. И како резултат на тоа и стигна пораз. Меѓутоа, ние сме задоволни од освоеното високо. Но зборуваме за пораз сепак високо второ место, значи не е некој меѓу 14 екипи во Република, тоест 12 екипи да бидеш второ место, па ја мислам дека тоа е завиден успех. Како завиден успех? Тоа е успех исклучиво на овие актери, девојчињата. Јас сум само помагач на нив, а тие се заслужени за целата таа работа. Така е, професоре, верувам дека вие сте помагач, дека имате вистински девојчиња, но она што вие може да го потикнете кај нив, да го извлечете кај нив, тоа е, нели, суштината на успехот. Всушност, тие го имаат талентот, постојат и други клубови и други начини на работа, но тој начин на работа веројатно знае како да го извлече тоа од нив. А од друга страна, рековте, амбиција и љубов постои кај сите нив кога се наоѓаат на теренот. Дури и на оние моменти кога сум можела да видам и на тренинзите како се однесуваат, на тренинзите колку љубов има кај нив додека тренираат, а можам да замислам и на надпреварот. Па тоа се пренесува ако си ти извршителен на тренинг, тоа се пренаси на самиот надпревар, уште со поголема желба, со поголема амбиција, со волја за победа. Тоа е најбитно. Ако сакаш да завршаваш ти на тренинг, не работиш. Па нема, сигурно нема успех. Нема да дојде до овакви успеси, да дојдеш да разговара сега за нешто за убаво, за успех. Него ти се криеш и срамо што бегаш на страна. За се овој успех не може да се фрли. Прво ја ги заблагодарувам на девојчињата, тоа е нивно дело. Меѓутоа за еден ваков проект има учество и мојот колега, професор по физичко воспитување во гимназијата Гоце Делчев, Александар Јовановиќ. Мислам и тој ги водеше ведечње 3 години пред мене. Има голема заслуга за се ова што се остварува. Исто сега и тој работи со мене во салата, со една мала група, од која ние црпеме богатство од тие деца и ги пребацуваме, ги прекомандуваме во поголема група. Кој како се истакнува, кој како се покажа така и менја категорија на тренирање. Да. Добро. Андријана и Тамара. Ајде да почнеме со вас, девојчиња, задоволни сте, гледам. Да започнеме од кога? Од кога тренирате, како започнувате вие и се запознавате со ракометот? Јас тренирав 3 години, ова ми е трета. Прва година почнав кај професорот Александар. Таму тој ме одреди на позицијата да бранам, голман. Многу сум задоволна. А зашто баш голман? Од каде љубовта голман да се биде? Нели голмани најчесто се машки? А сепак ракометот нели како ракомет е спорт кој некако им прилега повеќе на женските. Некако имаме онаа сознание кога ќе гледаме, да кажеме, ракометен надпревар или на телевизија или вака во живо, некако очекуваме ракометарките се така, некако убави, фино изгледат и само, нели знаеме најубавите жени се, нели, ракометарките и сакаме да гледаме надпревар за тоа што ќе видиме убави девојки. Сега, голман, колку е голема одговорноста да се биде голман? Се држи надпреварот на еден начин или се одлучува во одредени моменти, нели? Да, многу е важна позицијата, не знам. И резултатот, ако е изедначен, се зависи од голманот. Да. Има и такви моменти кои што голманот може да ги одлучи, нели? А кој ти е тебе омилен голман? Арпад Штербек. Како? Арпад Штербек. Од кој тим? Од Вардар. Од Вардар. Добре.
Андријана, а Тамара Ивановска е крило, така? Б или Бек, да, добро. Тамара, од кога си ти во ракометот? Мене ова ми е 7 година во ракометот. Првите 3 години тренирав кај професор Александар и потоа следните 3 со професор Димитар. И како е? Чувството е преубаво, за мене ракометот е најголемата љубов и секој тренинг го изработувам со голема желба и се надевам на успех. Дали се успевате да најдете време за ракометот, колку што е доволно и за школските обврски и пред се за вашиот живот после тоа, значи забавниот живот, дружење, излегување и така натаму. Кога се сака, се може да се најде. Да, тоа е сигурно така и верувам дека е така, со оглед на тоа што успесите се изборуваат за себе, значи не е само работата во тоа да се тренира, кога веќе доаѓа успехот, значи на вистина тренинзите биле квалитетни, на вистина се работело како што треба. Добро. Ајде тука нека да направиме една музичка пауза, малку да се одмориме, пошто продолжуваме со разговорот. Лежам болна, неја да ми пијам, сите мислат имам грив. Еве ке ти кажам, ама никому не збор, скроз ме слуде еден чуден тип. Скроз ме слуде еден чуден тип. Работи ко хелнер во кафичот, ондека у зградите. Го видов прв, па нешто ме стегна длабоко во градите. Нешто ме стегна длабоко во градите. Цела вечер гледав упорно во него, ичне ме ни погледна. Тогаш решив да му застанам на патот, да мора да ме согледа. Да му застанам, да мора да ме согледа. Не разбирам и не сакам да разберам зашто не ќе да ме дружи овој, што е очигледно чуден сој. Не знам дали е сгрешен келнерот мој. Мечка страв во мене, нема страв, си реков и му намигнал. Ало персонал, ти си овде нов или случајно си наминал. Но си или случајно си наминал. Се насмеа и рече дека многу личам на она што перав. И као болje што не сум она, не трпи рапери, чак и да го тера со став. Не трпи рапери, чак и да го тера со став. Го прашав кај ќе оди после ова, збунето ме измери. Рече дека чека еден дечко со кој што би лицемери. Чека еден со кој што се цимери. Не разбирам и не сакам да разберам зашто не ќе да ме дружи овој, што е очигледно чуден сој. Не знам дали е сгрешен келнерот мој. Come on! Не разбирам и не сакам да разберам зашто не ќе да ме дружи овој, што е очигледно чуден сој. Не знам дали е сгрешен келнерот мој. Не ќе да ме дружи овој. Стварно мора да е некој многу чуден сој. Озбилно е сгрешен келнерот мој. Ето така, ние се враќаме во студиото.
Моите гости за денеска се членки на Женскиот ракометен клуб од Куманово и еден од тренерите, господинот Димитар Антевски. Професоре, еве во делот кога имавме пауза си разговаравме од кога датират женскиот ракомет, машкиот ракомет. Како го гледаме ракометот во Куманово, некако сме посебни љубители и некако интересно е што имаме успеси онака стандардно, традиционално и тоа на вистина високи награди. Не само да учествуваме на одредени надпревари, него некако на вистина сме тука меѓу првите. Вие спомнавте од кога, како, со оглед на тоа што сте биле и тренер на машки тим. Па, да се подсетиме кога, како. Наша екипа од 46-та година намо не е прекинато женски ракомет. Така. Никој пат не е имало прекини. Пред мене работел учител Славе Симоноvić Славко, кој навистина беше многу успешен тренер. Тогаш нашите екипи игра квалификации за влегување во прва југословенска лига. На три години 3 пати учествувал за квалификации. Само за еден гол разлика не влегува кога се игра квалификации во дом на армијата на Југославија се викаш. Да, така. ЈНА на времето. Да. Тогаш се игра надпреварите, тогаш само за еден гол Куманово не влезе во прва лига. И после тоа се настави тај успех во женскиот ракомет, па се формира две екипи уште. Една екипа од Житомел, нашата екипа Куманово, па имаше едно Агро Куманово, млада екипа која ја пратеше нашата екипа прва. Така да секој пат е имало извор на таленти и играчи во женскиот ракомет. Со тоа што навистина се вложува многу таму и сме имале изволени резултати. Ние сме играле, ја кога ги земав тренер да бидам 78 година, влеговме ние за 3 години променивме 3 лиги. Една година републичка, друга втора лига и трета година прва Б лига имаш тогаш. Прва Б лига и игравме таму 10 години. Ја остави 86 година, па ги зема Драган Црнковиќ, он ги водеше 3-4 години, али тоа игравме се тамо горе у таа Југословенска втора лига, у која играва многу квалитетни играчи, многу квалитетни екипи, као што е Орака Београд, Медицинер, Ниш, после Вождовац Београд, све квалитетни екипи. Овамо будуќност Титовград и Даниловград од Даниловград. У тоа време да направиш резултати, навистина треба да имаш квалитетна екипа. И конкуренцијата е поголема и голема конкуренција и квалитет голем. Така. Али сме успевале да се увек обстанеме тамо, да се држиме долго време. Да се котира меѓу недобрите. Растурање на државата, после се формира Републичка лига овдека, у Републичка лига константно играме и добро. Да. Машките беа добри едно време. Машките ракомет. Па имаше машки, ајде многу правеа и прекини. Има па нема. Паузирање, големи паузи. Многу негативно се одразува на спортот. Нема еден континуитет на работење. Него ќе се појават ентузијасти, ајде ќе правиме екипа, многу брзо дојде моментот кога треба да се тоа згаси. Што мислите, зошто се прават такви паузи? Зошто нема континуитет? Каде е грешката? До кого е? До самиот начин на организирање, до... Не, ја мислам дека основна грешка е во самото финансирање. Ер изгубив се спонзори. Општина многу малку обрнува внимание према ракомет и целата таа работа што се дешава е и тоа присутно. Без пари не може да играш. Точно е, знаете како велите, општината воопшто не обрнува внимание на ракометот. Општината воопшто не обрнува внимание на ниеден од спортовите, не само на ракометот. И дури кога ќе се пофалиме со резултатите, тогаш ќе обрнува внимание. Значи, кога ќе се почувствува дека навистина имаме квалитет, и ми беше многу драго оној ден кога дојдоа девечењата од Браќи Младиновци и кога стигнаа пред Браќи, кога излезе директорката и кога рече моите лавици. Навистина, една чест, многу убав еден израз, една гордост, многу убав момент. Така да, тогаш сите ќе обрнат внимание, а до тогаш, кога се тренирало, кога се работело,
Тогаш нема никој нигде, ако не друго што говоривме пред малку, да се адаптираат салите каде што се тренира, условите да се обезбедат. Ние грешиме тука. Ми обраќаме внимание намо кај што помалку девојма. А најголем внимание треба се обрати на овие девојки, дечиња, млади генерации, категории. Од тука се ствара љубов за спорт, тука се ствара база на самиот спорт. Ако тука имаш ти квалитет, натаму полесно може да дојде резултати. А ти ако запоставиш тоа и секаш инцидентно да правиш нешто, не бива тоа. Така инцидентно не бива. Или да мешаш екипа, еден 15 години, друг 30 години, не бива тоа. Се разбира. Треба да има континентна работа, сите генерации да се идат децата и да се развиват и да растат и да спортуват. Само на тој начин може да се дојде до врни резултати, иначе овака крпена не оди. Што мислите, дали ракометот е еден од најуспешните спортови во Куманово, кога ќе се навратиме на нас, да кажеме 10, 20, 30 години, дали највеќе успеси има постигано од овој тип на спорт, од ракометот, и женскиот и машкиот? Ја може да кажам вака дека, пошто ги знам другите спортови, мислам дека боксот во Куманово има највише постигнат. Боксот, Да, боксот. Ние сме имале прва лига, кај што ме воделе една од главни зборови во таа лига. После тоа кошарката исто има постигнато добри резултати и ние сме како трет спорт на висина со кошарка скоро иста. И они биле во прва Б лига и ние сме биле како женска екипа во прва Б лига. После тоа еден период и машката екипа се избори за влегување во втора лига. Пројде преку втора републичка, прва републичка прво место и влезе во втора југословенска лига. И тоа беше многу убав голем успех за таа генерација. И ја тогаш мене ми се падна таа сеќа да ја да ги имам трена един од тие машки тогаш. Шевро тимот тогаш? Тогаш говориме. Шевро тимот. За жал ја не бил во финале, меѓутоа нема везе. Важно они би на прваци, тоа е еден од големи резултати, еден трофеј донесен во Куманово, прв куп на Македонија, тоа е, мислим, голем успех. Иако ја таму не сум учествувал, меѓутоа мене ми е драго. Бевте дел од сето тоа. Сигурно. Тоа е многу важно. Рековте, се стагнира во ракометот. Не е само во ракометот. Кога ќе се потсетиме на некои успеси, што рековте и на боксот, на кошарката. Било некогаш тога, каде се ти успеси сега? Каде се ти улоги? Зошто нема интензитети во тие спортови? Значи, повторно се финансиите, повторно... Зошто? Не знам, што треба да се направи, да се реорганизира, на каков начин да се покренат, со оглед на тоа што вие веќе имате тим, веќе тренирате. Значи, зошто не се заживеат и тие спортови? Јас тоа се прашувам, гледајќи ги овие, сте веќе ги надпревари во училишен спорт. Ја обовезно ги следам тие надпревари, или средните школи, или основните школи, обовезно идам на надпревари. Има неколку клубови, ја не видов да има дечиња кои стварно тренираат таму, да покажат свој квалитет. И мислам дека мислите имаме малку своја работа, треба малку повише да се ангажираме, да, ако кажеме дека имаме трени, треба да тренираме, тоа да го сватиме озбилно. И само на тој начин ќе дојдеме до резултати, а не ако седиме само и викаме ми тренираме, а не работиме, не е тоа ништо. Значи секој пат кога ќе влезеш по сала треба имаш cilj, што треба да изработиш и дали си изработиш. И не да заврши тренер пак тебе кој ти е кеф, него мора да работиш, да најдеш cilj кој си го постигнал и после тоа да завршиш. Интензивно да се тренира и се разбира доаѓа квалитет. Ајде довечење вака, да ни кажете вие нешто повеќе за надпреварот, ќе ни кажете како беше. Имаше ли простор уште да ве прашам, одредување на оние награди, најдобар голман, најдобар стрелец, најдобар? Имаше? Имаше. Ајде тоа да кажем. Кој? Јас се го кажам. Повелете, нема имаше проблем. одредување, ми тоа неправилно се направија тие. Неправилно? Неправилно се направија, затоа што голманка наша беше во конкуренција да биде голман. Исто најдобар играч требаше да биде Мила Трајковиќ, а не ја прогласија за најдобар стрелец. Она си го заслужува тоа да се биде најдобар, но дава највише голови, нормално немаше да го прогласувате, она сама се прогласила. Меѓутоа, она заслужува стварно да биде најдобар на турнирот. Беше најдобра, што не дека е наша, него за тоа што е стварно кога е најдобро. Да, сигурно. Можат и они да потврдат тоа. Кажете ни довечење, ајде, како беше надпреварот, како се чувствувавте, како одеа надпреварите, дали имаше оној момент кога се препознава со кој тим имате, кои имаат најаки играчи, да кажем?
Надпреварот беше голема одговорност за нас. Моравме многу да се спремиме. Денот пред надпреварот јас психички се подготвував. На кој начин се подготвуваше психички? Па се поддржував себе си велев ајде можеш ти. Така. Ги потикнував девојчињата од тимот, исто и нив ги поддржував. Првиот надпревар кој одигравме супер. Добра одбрана, добар напад и победивме. Но за вториот надпревар јас се повредив и не можев да играм. И тука ми беше многу жал. Но што е тука е? Па добро, се разбира. И тоа се случува. И тоа се моменти кои што се дел од спортот и дел од она што веројатно ќе те потикне уште повеќе да вложиш во себе. Да се внимава на повреди, па се внимава, но ете. Тоа е таков тип на спорт е, да, тоа е ракомет. А твоето искуство како е? Дали очекувавте дека ќе бидете едни од најдобрите? Не баш, затоа што и првиот надпревар не беше многу лесен, но сепак со добра одбрана и напад успеавме да победиме и да продолжиме понатаму да го играме и вториот надпревар. Можеби можевме и вториот да победиме, но меѓутоа сите беа преморени во второто полувреме и одбраната беше послаба и нападот. Но што е тука е сепак. Но добро да се биде втор е едно од навистина високо котирање. Да. Така да тоа да сте први да е веќе во Демир Хисар, сепак тоа се девојчиња кои што се од вашиот клуб, нели? Така да и таму има победи и тука мислам на уште еден надпревар да беше, веројатно и таму ќе земевте некое место, со оглед што работата е таа, клубот е, професорите се тие и тренерите, значи начин да работа, секаде се гледа каде што ќе настапите, тој начин на работа провејува и тој начин на работа ќе победи. Значи, една убава тимска игра, еден убав тимски настап, кој што навистина е задоволство кога ќе ве гледаме од страна како публика. Многу е големо задоволството со тоа што постои една, тоа баш и со гледачите би сакала да ги ете така да им пренесам како изгледат нивните надпревари или тренинзи или кога веќе се излегува на еден надпревар. Навистина, она тимска игра, оној тимски настап, како се настапува, како се излегува на терен, тоа е нешто препознатливо што го има овој клуб. Нешто што навистина остава впечаток. И не може еден таков клуб, една таква тимска игра и близина на тимот не може да не вроди со успех. И тоа се препознава додека другите тимови, другите клубови кога ќе настапат, не велам јас дека се лоши, можеби си и многу подобри во квалитет на играта, но некако настапот се разликува. Тоа е некако многу битно кога ќе се излезе на терен. Тоа е нешто препознатливо. Јас мислам така, нели професор? Така да, она што ве очекува во иднина, што е? Првин, дали ќе се оди на кампот на турнирите во Црна Гора? Па имаме договор, но се уште не е сигурно дали ќе се оди. Вие ќе одите ли? Би требало да одиме. Па би требало, па сигурно, па зошто да не одиме Црна Гора? Да. Една убава дружба, едно па ќе видиме, па може, па не може. Знам дека сакате сите да одите и така да сигурно знам дека ќе се оди. Нели професоре? Од друга страна многу убави што ќе се дружат таму и ќе имаме и други гости, таму ќе има странство некои, веројатно ќе имаме некои да ги известиме гледачите да знаат за што зборуваме. Значи во прашање е камп кој што ќе се одржи во јуни од 5 до 9. Од 15 до 20. Од 15 до 20. Да, погрешив. Го знам датумот од 15 до 20 јуни. Камп во Црна Гора, нели, Шушањ мислам дека беше местото, во близина на бар, ете така. Ќе има турнири, така нешто? Ќе има учествува на поише екипи таму, меѓутоа и ќе се одиграт неколку надпревари. Така сме известени барем. И мислам дека би требало да одиме едно поголемо искуство, да видиме другите до кај се. Да. Можда треба и да појачаме темпо, да ги стигаме, да работиме повише. И да се учи, да се види нешто на кој начин тренира, да украдеме некоја идеја, да ја примениме, да видиме зошто да не. Од секој пат од некого нешто ќе научиш. Нема шанса да не научиш. Од друга страна, многу подобро се учи кога морето е во прашање, нели? Да. Кога морето е во близина.
Така. Добро, дали имате нешто сега планирано во поблиска иднина, некој тип на некој турнир, некој надпревар, нешто сега? Не, С оглед сега на не тоа завршија надпреварите, сега сме на една релаксирана Во положба. поопуштена варијанта сте По-опуштена сега. варијанта, меѓутоа нема да осупиме, не секој пат ќе работиме, ми учиме ракомет, учиме и Да, учиме, да, нема да застанеме тука. Така. Никој пат нема совршено да знаеме и кој ќе бидеме големи играчи, па нема да знаеме се. Па секогаш се Секој живот се пат учи. има нешто што недостасува. Сигурно. И сметам дека не треба да се престане, ќе работиме до тамо 1 јули, после јули ќе имаме пауза, малку еден месец, така да август ќе почнеме пак припреми така. Така, ова снимки се од некој надпревар? Се сеќавате на надпревар? Ова е од Металург 2, полуфиналниот надпревар на Тако ли? Final Four. Ети го Мила, ова е Мила. Да. Значи, ова беше тој надпревар. Овај, пенал, Никица. Да. Овај. Епа Никица. Така. Јован. А Металург е тимот од Скопје? Од Скопје, да. Па 2 металурга има, да. Металург 1, Металург 2. Они се поделени во 2 групи. Да. Убаво. Драго ми е што ете го направивте што го направивте тоа и што поносни сме и како граѓани кога имаме вакви успеси и како родители пред се. Така да јас би им советувала на сите родители кои што не знаат каде да ги запишат своите деца, а јас верувам дека нема дете кој не сака спорт. Нема деца. Значи кога ќе појдеме од нас како повозрастни, ние сакаме со некоја активност да се занимаваме, сега нели додека се правдаме со тоа дека имаме многу обврски, тоа само се оправдуваме пред си дека немаме време, а секој може да најде време. А од друга страна, нема дете кој не сака нешто да тренира, само треба да се пренасочи кој спорт всушност му лежи, на што треба детево да се преадаптира, а за тоа слушат и професорите, и доволно е само да го пушта детето на терен и да видат дали се наоѓа во овој или во оној спорт, за што има амбиција. Еве е. Да, еве. А ова е доделување, да. Прогласување, доделување на медалите. И нели убаво е чувството кога ќе дојдете до овој чин. Важен чин за сите мајки што ги прави, еве сега добија по едно одликување. Навистина многу голема чест, задоволство и за вас, и за родителите, и за градот. Не губеле џабе време, значи. Да. Зошто? Резултатите си даѓаат, навистина се гледа дека треба трпение. Трпение, упорност и многу работа, се Да. разбира. Значи без работа, без трпение нема ништо. Нема, не. Велат секој успех доаѓа, па ќе дојде данот кога некој години вложил во таа работа. Да. Нормално е дека ќе дојдат резултати. Може некој години да вложи, ама без работа, Не би. од време на време да се тренира и да се вежба. Не, јас мислам дека навистина ги имате вистинските членки, вистинските девојчиња кои некако Супер. одберени се баш онака како што сите се некако со ист некој сличен набој и интензитет на љубов кон ракометот и се поддржуваат многу. Да. Буквално си се поддржуваат и се... Да, бе, поздравот. Да. Еви ни го тука на маса. Одлично. Јас ви пожелувам вакви надпревари, вакви случувања, уште многу пати досега. И се надевам и знам дека ќе ги имате и секогаш кога ќе ги имате, ќе не бидете тука гости, ќе ми биде чест да поразговараме со вас. Господинот Димитар да биде со вас и уште вакви тренери да има, господинот Александар, нели тренерот, кој што е исто со вас. Значи, имаме квалитетни луѓе од ракометот во градот и некако да се работи со нив и да се учат многу повеќе работи. Ви пожелувам многу повеќе успех и да ги слушате тренерите доколку сакаме успех и да постигнеме нешто. Професоре, ви благодарам и на вас. Ви пожелувам успеси. Благодарам. Уште повеќе. Благодарам што не поканите да кажеме
Ние да искочиме од анонимноста. Така да, не, вие не сте воопшто во никаква анонимност, ние. Добро, спорт како ракомет не е толку бие форсиран, меѓутоа сега добиват право место и сметам дека ќе продолжиме понатаму со. Затоа што ние знаевме, го предпочитавме тоа, знаеме дека има тука успехи, дека ќе постои успехи, пред време некако сакавме да го активираме и самото се дојде со себе дека бевме во права еве го успехот, нели? Точно. Така. Сена Јубово, ви благодарам. Поштовни гледачи, тоа беа членките на женскиот ракометен клуб Ткуманово и еден од нивните тренери, господинот Димитар Антевски. Ви благодарам што не следевте. Доколку не успеавте да го проследите ова издание од почеток до крај, репризното издание оди во понеделник во попладневните часови со почеток од 15 часот и 10 минути, а неколку дена, да кажеме потоа, емисијата се појавува на YouTube каналот на интернет. До тогаш ви пожелувам да имате убав ден со оглед на тоа што имаме сончево и убаво време. Се надевам ќе го искористите правилно по завршување на обврските. Од утре почнува викенд. Мислам дека би требало и вие малку да се дозволите да се префрлите на спортот, на спортските активности. Ако не, со оглед на тоа што метеоролозите велат ќе имаме убаво време, убав викенд, некаде на планина, некаде во зеленило и живете здраво и спортувајте. Сена Јубово, до следно видео.